إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije продолжуваме со биографијата на нашиот сакан посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, и во минатиот дерс учевме хиџретот, емиграцијата од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем со неговиот другар Абу Бакр Сиддиқ радијаллаху ан, и како се спремија во Мека, и како се одвиваше патувањето за Медина, и како стигна во Медина, и како го прочека посланикот салаллаху алейхи ва селем, асхабите, неговите другари, што беа и од ансарите, а и од мухаџирун, што беа веќе дојдени во Медина. И вечерва ќе учиме Ес-сенатул ула минел хиџра, значи првата година од хиџретот. Значи, кои се тие дела, кои се тие работи што нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем ги спроведи, ги стави во пракса одма од почетокот кога стигна во Медина. Првата работа, значи, беа три важни работи што се случија во првата година, во самото идење од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем во Медина. Првата работа беше градење на неговата џамија, значи Месџидун Небави, градење на џамијата од посланикот салаллаху алейхи ва селем во Медина. Втората работа што ја направи посланикот салаллаху алейхи ва селем во Медина беше заклучување, значи правење братство меѓу мухаџирун вел ансар. Значи ги направи посланикот салаллаху алейхи ва селем браќа, мухаџирите и ансарите. Трета работа што направи нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем во Медина беше договори за заедничко живење во Медина со јаудите, со евреите односно, и исто со мушриците, зашто имаше некој дел од жителите на Медина што беа од племината Аус и Хазраџ, што не беа уште конвертирани во исламот. Така тие беа на верата нивна, на верата паганска, значи беа многобожници, беа мушрици, а од другата страна беа исто јаудите, евреите, што не го прифатија големиот дел од нив исламот, и така посланикот салаллаху алейхи ва селем направи со нив договори за секој еден, значи во односно секој една група, да си го знае, значи правата свој, и да знае на што да се држит, и што му припаѓат, и што треба да дајт, и така натаму. Овие три работи ги исклучи, ги направи нашиот посланик салаллаху алейхи во првата година, значи градење на џамијата, правење братство меѓу мухаџирун и ансар, и исто договорите со евреите и со мушриците. Сега ќе се вратиме ние пак на почеток, значи во градењето на неговата џамија од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Најважната причина што беше
причината што посланикот салаллаху алейхи ве селем толку брго се брзаше да изгради неговата џамија во Медина, што е таа денеска, значи позната Месџидун Небави, што е втора највредна џамија во исламот. После Месџидул Харам, што е Каъба, после неја е Месџидун Небави во Медина. Прва причина и најголема причина е за да имат едно место што ќе го обожаваат Аллах субхана ва таала еден и единствен. Значи, каде што се збираат муслиманите и тука го обожаваат Аллах субханаху ва таала. Ова е најголема причина. Значи, да се прави тука ибадет. Ибадет еден и единствен само на Аллах субханаху ва таала и на никој други. Исто од причињето што се изгради таа џамија во Медина, посланикот салаллаху алейхи ва селем им ја учеше верата на неговите асхаби во таа џамија. Значи тука ги учеше, тоа беше медреса, медресатун небавија, медресе од посланикот салаллаху алейхи ва селем, што ги учеше и ги воспитуваше неговите другари. Значи џамиите се исто за учење, не се само за украсење, да се украсуваат. Овие лустер ги имаме одваму, овај тепи ги имаме од таму, овие, не знам, блокови ги имаме од не знам каде друго место, и само за украс. А настава дали имат? Немат време од џата. А дали имат за учење да дадат? Немат време. Значи за тоа најважните работи, што тоа е вистински, значи иднината за муслиманите, за такви работи немаат време. Исто, значи, ги учеше посланикот салаллаху алейхи ва селем неговите другари. Исто тука беше засолниште, џамијата беше засолниште за оние кои немаат домови, за оние кои имаат потреби, како што беа тие луѓето Ахлу Суфа и други сахаби, што живеа во џамијата од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Значи џамијата исто отворена за оние кои немаат домови, кои немаат можности. Исто тука посланикот салаллаху алейхи ва селем ги дочекуваше делегациите. Исто тука ги дочекуваше посланикот салаллаху алейхи ва селем делегациите кога иде надвор од Медина. Исто тука посланикот салаллаху алейхи ва селем ги врзуваше, ги чуваше заробени, тие што беа, значи, заробените од борбите. Значи во џамија зошли за тие да видат, да гледаат како муслиманите го обожаваат нивниот господар. И така се случи кога мушриците, кога беа како заробници задени тука, кога видоа тие како муслиманите го обожаваат Аллах субхана ва таала и кога видоа, значи, не права никаква разлика меѓу себе, тогаш исто тие го прифатија исламот. Значи дојдоа како заробници, а Аллах субхана ва таала ги почести тие луѓе и станаа муслимани, и станаа асхаби од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Значи овие се неколку причини за градењето од џамијата на посланикот салаллаху алейхи ва селем. Во текот на градењето на џамијата, нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем, како што спомнавме, живееше кај Ебу Ејуб ел Ансари радијаллаху ан. Зошто неговата куќа беше близко до џамијата од посланикот салаллаху алейхи ва селем и така остана посланикот салаллаху алейхи ва селем од прилика се вели дека 6 месеци. 6 месеци остана кај Ебу Ејуб ел Ансари радијаллаху ан, додека се градеше џамијата, зошто одма до џамијата, значи така речено залепено со џамијата,
se gradeja isto sobite od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači sobite za soprugите od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, во кој ќе живееше понатака посланикот салаллаху алейхи ве селем со неговите сопруги. И посланикот салаллаху алейхи ве селем во тек на градењето на неговата џамија беше самиот активен. Значи беше самиот активен нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем во градењето на неговата џамија и сам помагаше и сам носеше материјал и што имаше потреба, самиот тој нашиот посланик Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Значи тие така некои наречени хоџи нека земат пример во нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем, се во многуте примери хоџите им викаат на народот да даваат тие пари за џамите, а тие не даваат ни пари, ни помагаат. Ни даваат пари, ни помагаат. Нека земат пример во нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем. Не само да ги полна нивните џебови за интерес, за да бидат, значи, интересџи, за да живат од народот и да ги користат народот за нивни приватни лични интереси. Во текот на градењето, посланикот салаллаху алейхи ве селем ги велеше овие зборови: Аллахумме иннал аџра аџрул ахира, фархамил ансара вал мухаџира. Посланикот салаллаху алейхи ве селем велеше: О Аллах, вистинската награда, о Аллах, вистинската награда е наградата од ахиретот. Смилувај им се на ансарите и на мухаџирите. Значи оваа дова е праше посланикот салаллаху алейхи ве селем во тек на градењето за неговата џамија. Исто така, кога нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем кога заприметуваше во текот на градењето на џамијата, кога заприметуваше дека некои од асхабите имат познавање за градење, за зидање и така натаму, онма посланикот салаллаху алейхи ве селем им велеше на неговите асхаби: оставете го него, значи дајте му предност него, зошто тој познава работата. Значи посланикот салаллаху алейхи ве селем ги пазеше, беше пазлив и внимателен, и така кога гледаше некого да имат познавање од градење, од зидање, одма им наредуваше на неговите асхаби да го пуштат него, да му дадат предност, зошто тука е работа, значи зидарија, градење, и тој што е по струката, тој што има познавање, треба да му се дајат предноста. И џамијата од посланикот салаллаху алейхи ве селем, стубовите, значи колтуците, 4 главни колтуци што беа, се правеа од камење. Значи се изградени од камење. А овие другиве внатрешните стубови, тие беа внатрешните стубови од дрво од палма. Значи дрво од палма, за да ја држат, значи, внатра џамијата и да се стави на нив после исто чатијата. А чатијата од џамијата од посланикот салаллаху алейхи ве селем беше од дланки, значи од палми. Значи од дланки од палми беше џамијата. И се пренесуваат од асхабите во други хадиси дека кога врнеше дожд во Медина, влагаше дождот во џамијата од посланикот салаллаху алейхи ве селем, и кога одеше посланикот салаллаху алейхи ве селем на сеџда и исто асхабите со него заедно, се познаваат трагите на нивното лице. Тие што ги разубавуваат џамиите, само што ги прават за украс, а види, значи, како беше џамијата од нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем. Но таја џамија беше изградена со богобојазливост.
taja beše izgradena su iskrenost samo za Allah subhanahu wa ta'ala. I taja džamija je vtora najvrednata džamija na celi svet. I vaka beše. A ti je daneska što može bi nekoj koga odit bos vo džamija, ti je mu velat njemu obleči čorapi, obleči ova, obleči ona, znači taka velat nije prlaviš, nego prlaviš tepikot i ne znam što, no da li ti je neka se prašat sebe si, znači treba čovjek sam da si biti iskren so sebe si, zašto Allah subhanahu wa ta'ala zna što čuva čovjek od vonegovata vnatrešnost, da li ti je ke ode vo džamijat od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se klanjat vo takvi situaciji, vo takvi znači možnosti, za koga ke vrnit doš, za tuka da imat kal i da ima znači vodata se poznavat, da li ti je ke ode tuka i ke beja vo društvo na našeg poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ili pak ke kažuva nije prlavo, ne znam drugi muabeti. Znači ovije se, zato ja učime biografijat od našeg poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zada vidime kako beše našeg poslanik sallallahu alaihi wa sallam i kako beja njegovita ashabi, a ne kako se nekoj daneska luge, što se daleko od upasvotu na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i daleko od pato na njegovita ashabi. Isto taka, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, vo teko nagradenje to od džamijata, beše vo celo vreme vo konsultacija so njegovita ashabi. Znači, zemaše nivni znači, ideji i taka natamo, znači poslaniku sallallahu alaihi wa sallam se konsultiraše so njegovita ashabi. Taka jednoš, dojde jedna žena kaj naši od poslanik sallallahu alaihi wa sallam i mu reče, ja Rasulallah, jas imam jedno dete, to je pozanat tišler. Da li mi dozvoluvaš da mu naredam jaz na nego da ti napravi toj tebe jedan mimber, na koji ti ke se kačiš na toj mimber i taka ke gi držiš tvojte hudbinja i taka ke gi držiš tvojte govori. Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam mu reče na ta žena, ako sakaš, znači ako imaš želba, možeš da go napraviš to. I taka taja žena, radi Allahu anha, so golema želba, mu naredi na njezino to dete, da napravit jedan mimber za poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I ova dokažuvat ahlak od na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i so ženite. Kako poslaniku sallallahu alaihi wa sallam mu je primi nezinata ideja, prihvati poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ne mu reče ti si žena, nemaš vrednost, nemaš pravo da kažeš tvoje to mislenje, ne, nikako. Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam go prihvati njezino to mislenje, njezino predlog go prihvati poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i na kraju mu reče, ako sakaš, znači ne mu reče, jas ti nareduvam tebe, ti mora da mi napravi, ne, nikako. Tuko ako sakaš, ako imaš želba, možeš da mu rečeš na to tvoje dete, da go napravi toj mimber. I taka ostana sunnet od poslanika sallallahu alaihi sallam, znači ta ova žena beše pričina za da se držat hudbinjata i hudbinata bajramski na mimber. I ova žena beše pričina početokot za tije mimberi. Znači ova beše vo vrska so džamijat od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Isto tuka imame Zahabi rahimahullah spomnuva deka koga dojde poslanik sallallahu alaihi wa sallam vo Medina, vo centaro na gradu, znači koga ostana vo Kuba, kako rekao meno 2 nedelje od prilika, posle toa se upati za vo centar od gradu od Medina. Taka odeše poslanik sallallahu alaihi wa sallam beše kačen na njegovata kamila. I site ashabi i ansarite, site ima želba da poslanik sallallahu alaihi wa sallam da bidi nivni komšija. No poslanik sallallahu alaihi wa sallam im veleše, ostajte a kamilata, na neizi im je naredeno. Znači ta ima naredba kada da zastanit. I koga zastana kamilata na jedno mesto, tuka vo Medina, znači kao što je džamijata daneska,
Тогаш рече посланикот салаллаху алейхи ва салам: "Хаза инша Аллаху мензил." Значи ова е, ако сакат Аллах субхана ва таала, ова е домот. Ова е домот, значи тука ќе се гради џамијата и тука ќе се градат моите соби. Тоа место тука, тоа местото каде се изгради џамијата од посланикот салаллаху алейхи ва салам, како што спомнаме во претходниот дерс, дека беше од две јетими, од две деца јетими. Во друго пренесување, што го пренесуват имаме Захаб рахимауллах, дека беше тоа од Бену Неџар, племето Бену Неџар, а тие ги гледаат тие две јетими. И тие не сака, не прифача под никаков начин за посланикот салаллаху алейхи ва салам да им го плати на нив местото. Туку тие бара наградата кај Аллах субханаху ва таала. Значи не прифача за тоа место пари. Туку тие се надева наградата кај Аллах субханаху ва таала. Тие бара наградата за тоа дело кај Аллах субханаху ва таала. Каде застана камилата од посланикот салаллаху алейхи ва салам и тоа место каде се зарече за џамија, тука имаше неколку гробови од мушриците. Значи на тоа место имаше гробови од мушриците. Но како што знаеме добро, дека гробовите и џамиите никогаш не можат да се состават. Зошто? Зошто џамијата е пат за теухидот, а гробовите се пат за ширкот. Така што теухидот и ширкот не можеш никогаш да ги составиш. Никогаш. Така нареди посланикот салаллаху алейхи ва салам да тие гробови да се отстранат. Да се отстранат од тоа место. И се отстранија, за да биде таа џамија само за Аллах субханаху ва таала да се обожават и никој други, зашто гробовите се патека што водат во ширк, патека што водат во неверство, патека што може да те извалат од верата. Така што не можеш да ги споиш гробовите и џамиите. Не можеш да ги споиш гробовите и џамиите. Така се отстранија, значи, тие гробови и се изгради џамијата од посланикот саллаллаху алейхи ва салам. Ова беше во врска со градењето, значи првата работа, првото дело во Медина од нашиот сакан посланик Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салам. Втора важна работа што направи нашиот посланик саллаллаху алейхи ва салам, правење братство. Значи склучување братство меѓу мухаџирун и ансар. Некој може да се прашат сега како е ова склучување братство, а не беа ли муслиманите брача, а не велит Аллах субханаху ва таала во Куранот иннамал муъминуна ихва, навистина верниците се брача? Да, одговорот е да, верниците муслиманите се брача. И ансарите и мухаџирите беа брача. Но што значи ова, значи склучување братство? И што се спомнува, значи екстра што се спомнува специфично во биографијата од посланикот салаллаху алейхи ва салам и што се спомнуваат од најважните дела од нашиот посланик салаллаху алейхи ва салам во првата година. Ова склучување на братство, ова е додаток од она братство што го знаеме. Ова е додаток. Зијада. Зијадату аля хаза. Значи додаток на тоа. Зошто ова братство се случи? Зошто мухаџирите, ради Аллаху анхум, тие емигрира од Мека. Дојдо во Медина. Дојдоа, значи, во еден град што не беше нивни град. Дојдоа кај луѓе што беа, значи, не беа нивните луѓе, не беа, значи, нивните блиски. Оставија се и се што, оставија фамилии, оставија богатство, оставија куќите и други сакани работи во Мека. И дојдоа каде?
doјдоа во Медина, а во Медина нема ништо со себе си. Како што се пренесуваат од Сухейб Руми, ради Аллаху ан, кога тој сакаше да излезит од Мека, значи да замени за Медина, го фатија мушриците и му го зедоа целото богатство и дури му ја зедоа горната кошула. Значи замина за Медина само со пантолони, со сируал. Сируал, значи со пантолони, значи сируал, замина за Медина. Не се врати назад. Значи не рече да се вратам назад да соберам пак некој динар и да одам. Не. Тој сакаше, бараше задоволството на Аллах субханаху ва та'ала. И значи оваа беше ситуацијата на асхабите од Мека што емигрираа за Медина. И затоа, значи, што чувствуваат тие таја празнина за нивното семејство, за нивните богатства и за нивните сакани и блиски, склучи нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам братство. Значи што е додаток. Тој додаток што значи тоа во врска со што ова братство? Што беше додатокот? Додатокот беше тука ел мирас. Значи наследство. Што значи тоа? Значи дека кога ќе умреше некој од ансарите, тој што го наследуваше беше мухаджирот. Значи не неговата фамилија од ансарите, неговите деца и така натаму, не. Туку тој што го наследува во неговото имање беше мухаджирот од Мека. Од Мека. И ова сахабите го прифатија, ансарите го прифатија. Значи види каква покорност има ансарите спрема посланикот салаллаху алейхи ва селам. Зошто ансарите сватија и разбраа добро дека овај дуњалог е минлив, но тоа што останува е ахиретот. И тие го бара ахиретот. Од кого? Од собственикот на ахиретот. А тој е еден и единствен Аллах субханаху ва та'ала. И така, значи, ова додаток во братство, значи за наследување, кога умираш некој ансари го наследуваат мухаджирот, а не неговиот брат или неговите синови или така натаму деца и блиски, ова остана вака, значи ваке се правеше во Медина, дури исламот значи се расшири и се зајачи и нема потреба повеќе сахабите, значи мухаджирите што беа дојдени во Медина за поддршка, тогаш Аллах субхана ва та'ала објави овај следни ајет, велит Аллах та'ала: "Ва улул архами бa'духум аула би бa'дин фи китабилlah." А роднините, според Аллаховата книга, меѓу себе се поблиски. Со овај ајет се аброгира, се анулира ова додатно братство, значи во врска со наследството. Тогаш, значи, си наследуваа секој како треба, значи, фамилијата, најблиските и така натаму. Значи, додека се објави овој ајет, после објавувањето на овој ајет, се аброгира тоа правило со додатното братство и овај ајет, значи, се практикуваше. Овај ајет, значи, сега, вака, кога учиме од биографијата, вака разбираме, значи, во кои ситуации и во кои случаи се објавени ајетите. И така многу поубаво и поразбирливо ги разбираме, значи, ги разбираме и ајетите и хадисите од посланикот саллаллаху алейхи ва селлам. Ансарите, ридвануллахи алейхим, ансарите, тие ги примија мухаджирите со отворени гради. Значи, емигрантите, што емигрира во Медина од Мека, ги прифати ансарите со отворени гради. И не чувствуваа никаква нешто лошо против мухаджирите.
I Allah subhanahu wa ta'ala objavio vrska sova jedan ajet, a to je sljednji od ajet. Vidite Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُثِيرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala velit i na tije što pred njih Medina je naselija. Znači na tije što pred njih Medina je naselija. Znači koji beše što beše naselen vo Medina pred muhađirite? Znači ansarite, što beše žitelj od Medina. I verovanje to go prifatija. Znači go prifatija verovanje to gleda ovo islam. Tije, znači ansarite, gi sakat onije koji što emigrirat kaj nif. Vogradite nivni, nikakva teškotija ne čustvuvat. I sakat poveće za nif. I sakat, znači dobro to go sakat poveće za muhađiri to što? Otkolku za sebe. Iako tije samite ima potreba. Znači ansarite, samite ima potreba za nekoj raboti, no tije im dava prednost na muhađirite. Znači vidi koji stepen je ovaj na bratstvo. Znači čovjek ima sam potreba. No i so sve to što ima to je sam potreba, to i sami od se vozdržuvat, pravit sabar i mu dava prednost na svoj brat. I Allah subhanahu wa ta'ala velit vo ajet, a ti je što ke se začuvat od skržavosta, a ti je što ke bidat začuvani od skržavosta, ti je se na vistina uspešnite. Znači skržavosta, da bili čovjek skržav, ne je od falenite osobini voljen čovjek, nikogaš. Vidi kako bea primer ansarita. Znači ti ima sami potreba, no so se to toa im dava prednost na muhađirite. Ova je bratstvo, ovaj stepen na bratstvo. Zamisli imaš ti 500 denari. Zamisli se situacija, ti imaš 500 denari, gi poseduvaš. I ti sami imaš potreba za tije 500 denari. I ti idete den brat tebe i ti barat 500 denari podrška. A ti znaš kad imaš samo njih 500 i drugi ne poseduvaš i imaš potreba za njih. Što praviš ti? Mu gi davaš njemu, a sam se strpuvaš i praviš sabar. Da li nije ova bi go napravila? Seko jedan sam da se daj dževab, znači dževab po arapski, znači odgovor. Znači ova prašanje ne barat odgovor da sad ja vak, ne. Daj si sami od na sebe odgovor. Da li ti bi mu dal na nekogo prednost, pred sebe si. A imaš ti potreba. Prašaš za sebe si i daj si odgovor. I togaž meri se na ovije primjeri. Na ovije primjeri od ashabite na pekamberu sallallahu alaihi sallam. Se nekoj može bi mislit deka ako počnal za 1 godina ili 2 da praktikuvat islam, nemat kako nego, ili 10 godina da praktikuvat, ili 20 godina da praktikuvat, nemat kako nego više. To je stignat na vrvot. Ne letaj mnogo. Zastane i vidi kako beja ashabite na Muhammed sallallahu alaihi sallam. Vidi kakvi beja delata na ashabite od Muhammed sallallahu alaihi sallam. Togaš ke shvatiš deka si mnogo mal i deka si na početok. Ti si na početok ušte. Može bi i nesi počnal ušte. A ti misliš te laži tebe pametu, te kad ti stigne više na kraj. Ova je samo znak
na твоето незнание. Ова е само знак на твоето непознавање на себе си свој. Ова е знак на твоето непознавање на себе си свој. Овај ајет, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ, значи и на тие што пред нив Медина ја населија и верувањето го прифатија, овај ајет се објави за еден ансари и една ансарија. Значи за еден маж и една жена. Значи тие беа во брак, еден ансари и неговата сопруга, значи што беа во брак. Ова ајет се објави за нив. Што беше причината? Дојде еден човек кај нашиот посланик саллаллаху алейхи ва саллам и му рече: ја Расулаллах, јас сум гладен. Значи беше сахаби тој човек, ради Аллаху ан, му рече: ја Расулаллах, јас сум гладен. Значи размисли, овие се врвните луѓе на исламот. И види како гладуваат. Дали некој од нас гладувал? Размислите секој од нас да се размисли кога беше последниот пат во неговиот живот што гладуваше тој за леп и за вода. Кога беше? Ние ги имаме нашите фрижидери полни. Имаш цела заложка градина во твојот фрижидер. Месо од ова, месо од она, месо од друго, не знам што. И пак не сме задоволни. Овај сахаби дојде кај посланикот салаллаху алейхи ва саллам и му рече: ја Расулаллах, јас сум гладен. Посланикот салаллаху алейхи ва саллам ги прати некои луѓе во неговите куќи, кај неговите жени, сопруги од посланикот салаллаху алейхи ва саллам, кај мајките на верниците, зашто сопругите на посланикот салаллаху алейхи ва саллам се мајки на верниците. И сите дојдоа назад и рекоа: немаат храна. Значи, куќите од посланикот салаллаху алейхи ва саллам, семејствата од посланикот салаллаху алейхи ва саллам нема храна дома. Нема храна дома. А денеска идат тие расипанковци до крај, заблудници до крај, џаволи до крај, и сакаат да живат на леѓа на исламот. Сакаат да живат од исламот, а не со исламот. Посланикот салаллаху алейхи ва саллам, кога видите ка немаат неговите семејства ништо, тогаш им рече на сахабите: кој ќе го примит овај човек за негов гостин, Аллах да му се смилуват. Тогаш еден од ансарите рече: ја Расулаллах, јас ке го земам него. Го зеде ансариот и го водеше во неговиот дом. Кога стигна во неговата куќа, му рече неговата сопруга: што е со овај човек? Тој му рече: ова е гостинот од посланикот салаллаху алейхи ва саллам. Ние ке го гостиме гостинот на посланикот салаллаху алейхи ва саллам. Неговата сопруга, таја ансарија, ради Аллаху анха, му рече: ние немаме никаква храна дома. Уште малце храна е останата за нашите деца. Значи, јас и ти секако немаме храна. Имат уште малце храна за тие мали деца. Како ние да го угостиме овај човек? Овај ансари, што бараше задоволството Аллахово, му рече на неговата сопруга: стави ги децата наши, значи да спијат, пред да почнат да плачат од гладност. Стави ги да спијат. Пред да почнат да плачат, стави ги да спијат. И после направи го таја храна сготвија за овај гостин од нашиот посланик салаллаху алейхи ва салам и угаснија, значи што се вели, значи угаснија светлоста и ќе биде темнина. Така ние ќе се правиме,
nije ke se pravime deka i nije jademe so nego zajedno, no vo vistina nije ne jademe so nego, znači nema samo za nego imat, no to da ne se čustvuvat lošo i da ne se, znači da se najadi toj, i nije ke se pravime deka jadime, a vo vistina ne jadime nije, samo to je sami od ke jadit, i taka ke go ugostime gostinot od poslanika sallallahu alaihi wasallam, i tije go napravija ova ogromno delo, no poradi ova delo Allah subhanahu wa ta'ala go objavi ovaj ajet. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. I tije go sakat dobro to znači za njih, im davat prednost za njih, iako vo vistina ima tije samite potreba za to. Vidi koji primjer se ovije luga. Da li ti si u ovaj stepen? Prašaj se sebe si. Ovije se našite primjeri. Ovije treba da bidat našite primjeri. Ne nekoj izgubeni, zabludni luge za interes, luge za dunjalog. Jednoš naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam jedna noć od noćevite vo Medina izleze na dvor. Zašto izleze na dvor? Od golema gladost. Posle nekoje vreme, ne otide dolgo vreme, izleze Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an i mu reče na poslaniku sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulallah, mene me izvadi toa na dvor, što te izvadi tebe, znači ista ta pričina, što beše gladnosta. Posle nekoliko vreme izleze isto Umar ibn al-Khattab radijallahu an al-Faruq. Ista ta pričina beše poradi gladnosta. Vidi, ovije se vrvnite glavi na islamot. Vrvnite glavi na islamot. Muhammed ibn Abdullah al-Qureshi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an al-Qureshi radijallahu an, Umar al-Faruq al-Qureshi radijallahu an. Glavite na islamot. Vodičite na islamot. I vaka gladuvat. No daneska tije zabludnite glavi, što gi lažat i pravat intrigi so ľudžetom, im kažuvat gački i prikazni. Vidi kako beja sahabite na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vidi. I kako jedino našite šejhovi vo Medina, što dolgo vreme učevme kaj nego šejh Arafat Muhammedi, hafidahullah, mnogu pati ni spomnuvaše, deka ne je stramota da se živit siromav. Ne je stramota da se živit siromav. Imaš primjeri kaj selefu salih, no tije se imam ista na to. A tije luđeš imale bogatstva i palasti, i zlato, i strebro, i ne znam što, umreni se tije i umreno je nivno to spomnuvanje. No, alimite na selefu salih, može bi bea krajno siromasi. No to što ostana nivno to znanje i do den daneska se spomnuvat. Zato nemoj da nalegniš, da padniš na takvi lesni igri i da misliš deka ono je samo što imat bogatstvo, deka samo toj se počituvat i deka toj samo mu se pravi respekt. Ako ga vidiš siromasni luge, ne stakaš da gi pogledniš, ne stakaš ni da gi pozdraviš. Togaš prašaj se da li je tvoj nijet za Allah subhanahu wa ta'ala ili je samo za da te vidat za licemerstvo.
Значи, ова беше склучување на тоа братство меѓу мухаџирите и ансарите. И остана додека се објави тој ајетот, значи дека блиските, роднините се поблиску меѓу себе, и тогаш се аброгира, и од тогаш, значи, се наследуваат фамилиарните роднини, и така натаму. И ова имаше, значи, потреба во почетокот, за да се исполни таа празнина, што ја чувствуваа мухаџирите што беа дојдени од Мека. Трета работа беше склучување договор со евреите и со мушриците. Но пред да влезиме во тоа со склучувањето на договорот, спомнуваат имаме Захаби рахимахуллах во неговата книга дека за конвертирањето на Абдуллах ибн Салам. Абдуллах ибн Салам радијаллаху ан беше од врвните еврејски научнаци. Беше од најзнаените евреи за нивната вера. Абдуллах ибн Салам радијаллаху ан, кога слушна дека нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам пристигнал во Медина и луѓето со големи бројки и бројови одеа да го посетат и да го видат нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам, исто така сакаше Абдуллах ибн Салам да го види нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам и така се упати кон него. Кога дојде Абдуллах ибн Салам и беше, значи, да го имаме во предвид, беше, значи, научнак, врвен научнак за еврејската вера. Кога дојде кај посланикот салаллаху алейхи ва селам и го виде лицето на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам, си рече во себе си, ова лице не може да биде на лице на еден лажго. Ова лице не може да биде лице на еден лажго. Така, кога дојде кај посланикот салаллаху алейхи ва селам и му рече, јас ке те прашам тебе 3 прашања. Јас ке те прашам тебе 3 прашања. Ако ти мене ми одговориш на тие 3 прашања, значи, зашто одговорот на овие прашања не ги знаат никој освен еден посланик, освен еден пекамбер. Така, првото прашање беше, што е првиот знак од судниот ден? Првото прашање. Второто прашање, што е првата храна што ќе ја јадат џеннетлите? Третото прашање, кога и зошто личит детето на таткото или па некогаш личит на мајката? Зошто? Каде е причината? Каде е мудроста? Овие 3 прашања му ги постави Абдуллах ибн Салам, зашто имаше знање, познавање. Беше знаен човек. И знаеше дека овие не може никој да ги одговори, освен еден пекамбер. Посланикот салаллаху алейхи ва селам му рече, пред малу време ме извести за овие 3 работе Џибрил алейхи салату ва селам. Што се однесува за првото прашање, значи првиот знак на судниот ден е еден огон што ќе потикне од исток и има да се шири во правец на запад. Ова е одговорот на првото прашање. Одговорот на вториот прашање беше дека првата храна во џеннетот е риба. Риба. Значи првата храна е риба. Третиот одговор на третото прашање, кога личи детето на таткото или на мајката. Посланикот салаллаху алейхи ва селам му рече, ако претечит семето од мажот, тоа на жената, тогаш личи детето на таткото. А ако претечит семето на жената од тоа на мажот, тогаш личи детето на мајката. Кога ги слушна Абдуллах ибн Салам радијаллаху ан овие 3 одговори, одма во тој момент го изговори шахадетот.
го изговори шахадето, стана муслиман. И му рече на посланику салаллаху алейхи ва селям, ја Расулаллах, евреите се народ што лажат. Така што, повикај ги да дојдат тие кај тебе и прашај ги кој сум јас и што сум јас. Ги викна посланикот, значи, прашај ги за мене пред да се дознаат за мојот ислам. Така посланикот салаллаху алейхи ги повика евреите, ги праша, но пред да ги прашат, им рече посланикот салаллаху алейхи веселем, се колнам во оној што нема право никој да биде обожаван освен тој, значи се колнам во Аллах субханаху ва таала, се Аллах единствено што има право да биде обожаван. Се колнам во Аллах дека вие многу добро знаете, вие евреите, дека јас сум посланик Аллахов. Ова 3 пати посланикот салаллаху алейхи веселем го повторуваше. Јаудите веле, ние не знаеме за ова. А ние знаеме, значи учиме во биографијата дека јаудите во претходното, значи време им велеа на племината арапски, кога ќе дојде пегамберот салаллаху алейхи веселем, не имат вас да правиме борба против вас. Но зашто не дојде тој од племе еврејско, од мајка евреинка, не беше роден, од љубомора не сака да го следат посланикот салаллаху алейхи веселем, така велеа со лажење, не знаеме ние за ова. Тогаш ги праша посланикот салаллаху алейхи веселем, им рече, што велите вие за Абдулла ибн Селам, што човек е тој кај вас? Тие рекол, тој е водич кај нас и син од водич. Тој е најизбраниот меѓу нас и син од најизбраниот и најзнаениот. И така, значи, го фалеа со огромни зборови. Тогаш посланикот салаллаху алейхи веселем им рече, а што е ако тој го прима исламот? Ја евреите реко, Аллах да го чува него тоа. Тогаш излезе Абдулла ибн Селам и го потврди шахадетот уште еднош пред евреите. Кога видеа евреите тоа, одма почнаа со лоши зборови, со навреди и велеа овие најлошиот меѓу нас и така натаму. Значи одма го менија, значи тоа со лажење. А во почетокот значи кажа вистината, зошто мислеа дека уште е муслиман. Кога им стана јасно дека е евреин, а кога им стана јасно дека е муслиман више, тогаш почна да лажат и да измислуваат работи што не се вистински. И знаеше посланикот салаллаху алейхи веселем за интригите од евреите, така направи договори за секој еден да си ги знаат правата своји. Посланикот салаллаху алейхи веселем направи договори со евреите. Дел од тие одговори беше, ако дојде некој непријател надвор од Медина и ја напаѓат Медина, тогаш и јаудиите, евреите се задолжителни да ги помагаат муслиманите. Значи, ако дојде некој надвор од Медина и ја напаѓат Медина, прави да рад против Медина, тогаш и евреите се задолжителни да ги помагаат муслиманите. И исто да на никого да не му се прави неправда. И кој прави неправда, да се казнит. И така натаму. Значи, ова ни докажува нас, ова не учи нас, дека е дозволено да се прави договори со евреи, со христијани и со други неверници. Дозволено. Зошто? Ова ни докажува делото нашиот посланик салаллаху алейхи веселем, ни докажува јасно дека овие работи се дозволени, да се прави договор. И затоа денеска Хаварич, Текфиријун, Исис, Даиш, Ал-Каида, Нусра, Боко Харам и други заблудни глави и секти, кога муслиманските држави прават договори, дали тие се договори со евреите, дали се тие договори со американци или со французи, тогаш поради тие договори ги осудуваат за неверници. А види посланикот салаллаху алейхи веселем, правеше договори со евреите, правеше договори со мушриците. Значи со таа идеологија, со тоа разбирање на вера како Хаварич, значи тој зборот Хаварич, значи опфаќа сите овие Исис, Даиш, Ал-Каида и така натаму, се тој е вистинско име за нив, Хаварич. Со таа идеологија, со тоа разбирање,
тогаш и посланикот салаллаху алейхи ва селам не е муслиман. И Абу Бекр ас-Сидик ради Аллаху ан не е муслиман. Значи со тоа разбирање, со тоа заблудно разбирање, треба да ги негираме асхабите на Мухамед салаллаху алейхи ва селам. И ќе дојме понатаке сулх ел-Худейбија, значи помирува, значи мирен договор, значи во Худейбија со мушриците што го направи посланикот салаллаху алейхи ва селам. Што ќе рече тогаш Хаваридж? Затоа, значи, учија биографијата од посланикот салаллаху алейхи ва селам за да бидиш спремен со аргументи. Кога некој ќе дојде утре и ти кажува дека овие се вакви владарите, тие се такви владарите, зошто ова прават со Америка, она прават со Запад, она прават со Европа, тогаш ќе можеш покројот се малце, види по нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам. Значи дојди со аргументи, биди спремен со аргументи. Тоа е твојот успех. Ако ти не знаеш аргументи, немаш аргументи, секој еден што ќе дојде може да си играт со тебе, може да те манипулират, може да те измамуват, но ти имаш твојата шанса сега во твоите раце, да учиш вистинско знање, со вистинско разбирање и после да одиш во твојот живот со јасност. Да одиш во твојот живот со јасност, со сигурност. Зошто ова исто има и влијание во, значи, здравствено гледано. Кога човек во секој еден чекор негов е во несигурност, е во колебање, ова не е здраво за неговото срце. А ти кога живеаш во сигурност, во сјајност, во разбирање, твоето срце мируват, твоето срце има спокојност, затоа ти одлучи се од која група на луѓе сакаш да бидиш. Онај што е паметен, знајт кого да следит и што да следит. А оној што следи неговите страсти и емоции, на него нема што да му правиме. Тој е негов проблем. Нашиот пат продолжуват, зошто е пат на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам и на неговите асхаби ради Аллаху анхум. Биди за оваа работа во јасност. Не гледај што прават другите, не гледај што кажуваат другите, туку твојата цел, твојата грижа треба да бидет дали е твојот Господар Аллах субханаху ва таала со тебе задоволен или не. Оваа работа треба да биде твојата грижа секој ден. А друго, не обврнувај внимание на оно што нема вредност да се обврне на него внимание. Така застануваме тука вечерва и идниот дерс ќе учиме втората година од хиџретот. Втората година од хиџретот, што се одвиваше во таа година, што се правеше во таа година, што се случи, кои случаи се случија во таа година и така натаму. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.